тогаш во тој момент ми беше sejedno што само музика да биде. И имаше некој српски турбофолк што сега, нели во моментот не би го слушала. Меѓутоа тогаш знам колку со слушалки знаев да се внесам во тоа и само ми бараше онака внатрешно душата ми бараше музика. Многу си пеев по дома, си измислував песни и знам дека Гоца Арнудов го пеев. Татко ми ме слушна еднаш, бев можда 5-6 години и баш се зачуди како сум пеела и вика може ќе те пратиме на Златно славече. Фани, како си? Здраво, добра сум. Еве, се наоѓам овде, прекрасно се чувствувам денес и во оваа сезона во која се наоѓам во животот, исто така се чувствувам добро, исполнето и освежено, да кажем. Баш ни е мило што еве ти имаме денеска тука да поразговараме малце повеќе за тема за која што мислам дека до сега немаме опфатено на подкастов. Ама пред да преминеме на темата, со тебе, така и како и со секој гостин, идеме со најтешкото прашање за почеток. Што за тебе представува ментално здравје? Баш така. Ментално здравје за мене е кога личноста или човекот да кажем дека е во соодност со можеби копнежите, желбите, визијата што има за својот живот, целите кои сака да ги оствари и всушност да кажеме и местото на кој што се наоѓа во животот, дали е таму или не. Па и не секогаш е тоа само, туку е да баш буквално како го доживам како еден соодност помеѓу физичкото здравје, мирот во душата, да кажам копнежите и желбите, пак ќе ги спомнам, зашто верувам дека ако имаме некаква вознемиреност, нема да имаме ни ментално здравје. А исто така и состојба на благодарност и задоволност со тоа што сме, со тој кој што сме, дури и кога не сме некаде, да кажеме, стигнати до местото кај што можеби имаме замислено, меѓутоа да знаеме дека еве се е процес и дека евентуално работите ќе се подредат, ќе се случат доколку се стремиме кон тоа. И да, едноставно јас верувам, еве, соодност пак ќе кажам и мир внатрешен со местото кај што се наоѓаме, а поглед кон напред, таму кај што сакаме да стигнеме. Да. Од каде доаѓа се ова? Која е основата на Фани и ова некое верување за како за менталното здравје, така и за живење на твојот живот? Па ако мислиме на дефиницијата зошто ова го кажувам, е затоа што од моје искуство секако сум имала многу сезони во животот во кои не сум се чувствувала баш да кажам смирено и задоволно од тоа што се случувало. Некогаш било физички, некогаш се сеќавам на моменти кога имав малку повеќе килажи од сега и кога внатрешно не се чувствував така кога ќе се погледнев во огледало, не бев задоволна со тоа или сметав дека она што јас внатре го верувам и чувствувам и како треба да изгледам, посебно заради здравието, не изгледав така. Тоа беше еден момент, друг пат било копнежи, желби, замисли, визии да стигнам некаде, можеби порано од што треба да стигнам, можеби не сум била подготвена, но тоа ми создавало многу немири. Да, во тие моменти сум поминувала низ депресија и секакви анксиозности, паники, затоа што едноставно кога не се помирува човек со тоа што е во моментот, верувам дека се предизвикува многу бурност во целокупното здравје на човекот. Да, и кои биле некои работи што еве тебе ти помогнале да биеш таму кај што си, да ги надминеш некои од овие работи со кои што ти си се соочила во различни периоди во твојот живот, но еве можем неколку работи кои што тебе ти помогнале за да бидеш сега кај што си тука. Да, така. Па тоа ми требаше искрено многу време да научам што е тоа што морам да го пуштам, што е тоа што морам да го прифатам исто така за себе или за околностите околу мене. Морам да нагласам една главна компонента е духовниот аспект во мојот живот, во духовен мир што го добивам од мојата вера во Господ и исто така и многу други работи кои што ми помагаат секојдневно да ги отргнам тригери или работи кои што ми создаваат стрес и немир. Некогаш било кога ќе ми се насоберат многу работи, да си
направам, да си бидам милостива према себе на некој начин, да не сум толку најстрог критичар свој, затоа што најчесто јас си поставувам стандарди кои никој не ги очекува од мене, или никој не ги ни знае, па дури имаш потреба да се извиниш, а никој не знае што си мислиш ти. А тоа било многу, и мојот сопруг многу ми има помогнато во тоа, затоа што многу разговараме за сите тие работи и тој секогаш ме советува дека во ред правиш повеќе од што можеш, или работите си течат, воопшто не грижи се, значи се иде како што треба, бидејќи јас сум човек што сум перфекционист и сакам секогаш да постигнам многу повеќе од што е можеби очекуваното. Така што за мене беше тоа да прифатам добро, све е процес. Процесот ми беше многу тешка работа, сакам да стигнам веднаш до резултатот, или ако имам нешто замисла, сега го замислувам, ја не можам да се помирам со овој измеѓу период во кој морам да го изодам тој процес да стигнам до некаде. Еве, да кажеме. Да, многу е интересно дека така секогаш ја бар че имам приметено и за самиот себе, знам дека у почетокот кога започнуваш некој па некои години кога веќе си во можност да создаваш, да направиш нешто, некои возрастни години, процесот не е нешто за кое што го сакаш или ти е убаво да поминуваш низ него, ама од кога ќе стигнеш некаде кај што си сакал да стигнеш и ќе видиш дека уствари не е тоа како што си замислил дека ќе биде, тоа започнуваш и на некој начин пробуваш и го сваќаш дека процесот уствари тоа што е убавото. Да, а тоа на крајот е само на cherry on the top, баш. Другото е се што ние сме направили за да стигнеме до неа и го тоа почнеш да уживаш. На некој ни треба поеќе да доеме таму, на некој полесно и супер за нив, ама е процес и самото тоа да се стигне до таму. Па процесот е всушност таму кај што најмногу учиш, најмногу се градиш како личност, растеш. И дефинитивно се расте трпение, ако ништо друго. Ама и баш тоа и сакав и да го споменам, зашто некогаш кога стално трчаме по нешто, кога ќе го стигнеме тоа, веќе ние трчаме по нешто друго, дури и не го прославуваме тоа постигнатото, нема никаква награда. И јас некако со тоа исто се борев, само работиш, се стремиш, ќе дојде тоа, ама веќе друго нешто си ставил на листа и ова само поминува и пак тераш напред и не застануваш и да кажеш, еве, супер, ова се случи, ајде малку да прославам, да некако да го почувствувам тој успех на некој начин. Да, јас секогаш и сега тоа го гледам во трчање, па и малце на факултет, при крај на факултетот кога ќе имам добар испит или кога ќе истрчам добар тренинг и ќе направам добар тренинг, окей, можам да си дозволам да направам нешто што во некојаш, не знам, некојаш ќе биде, не знам, ќе одам и ќе јадам надвор некаде и ќе си дозволам да потршам повеќе пари од колку што би направил тоа така, редовно. Да, се почастиш. А некојаш ќе биде нешто мало, кое што ќе ми даде само, окей, you did a good job, браво, идеме дале сега со следното. Бустер. Што е, да, мора, бидејќи некојаш и забораваме и се презаситуваме од тоа и забораваме зошто го правиме. Да, а така кога ќе застанеме и кога ќе си дозволиме да се наградиме, кој што каже, ни помага да бидеме повеќе во линија со тоа кои ни се чувствата и зошто го правиме, каде сме, колку сакаме и така. Да, исто така да не заборавам дека многу пати сватив дека не било времето за нешто, што и да сум си замислила, некогаш сум сакала сега, но баш било потребно и многу важно да не се случи нешто во одреден момент, така што тоа се повеќе го ценам. И кога знам дека некои работи сега не се случуваат, реално иако морам да поработам на тоа уште секако, ама реално сум многу помирна и дозволувам работите да течат, бидејќи знам дека не можам прво да ги присилам, кога работите течат, кога не течат едноставно, нема нешто што можеш да направиш некогаш за да се случи нешто. Така што, да, тоа е многу важно. Времето, правото време, вистинско. Тајмингот е се на некој начин, ако ни колку и да сме спремни, колку и да мислиме дека можеме или дека требаме, ако тајмингот не е погоден, тоа нели најчесто се гледа можеби во романтична врска или во некој пријателство кај што ти си на едно ниво, другата личност е на сосема друго. Можеби све би било супер ако се сретнете 5 години после тоа, ама во моментов што и да направиш нема да функционира. Да, така се согласувам.
И да, секако постои можности заедно во овој пример пар да расте, меѓутоа пак треба да има од двете страни намерност со тоа и желба. Да. Нешто што еве те знаеме тебе и е причина зашто би сакале да збориме токму со тебе е токму музиката. Ти си некој кој што има живеено во на неколку различни места. Ама ме интересира од каде доаѓа таа љубов кон музиката за да избереш да се занимаваш со тоа професионално, уште од сам почеток, па и колку што знам и средно образование и понатака. Каде се појавува таа желба и љубов кон музиката? Не можам точно да кажам, ама знам дека бев многу мала. Дека сега јас сум од постарата генерација. Немавме YouTube и такви работи. Имавме касети, нормално радио, Walkman имаше. Знам кога ми дадоа моите Walkman прв пат, се сеќавам и на боја и на све, зашто многу ми значеше музика да слушам и тогаш во тој момент ми беше сеедно што само музика да биде. И имаше некој српски турбофолк што сега, нели во моментот не би го слушала. Меѓутоа тогаш знам колку со слушалки знаев да се внесам во тоа и само ми бараше онака внатрешно душата ми бараше музика. Многу си пеев по дома, си измислував песни и знам дека Гоцар Нудов го пеев. Татко ми ме слушна еднаш, бев можда 5-6 години и баш се зачуди како сум пеела и вика може ќе те пратиме на Златно славече некаде, но не ме прати, не знам, не се деси тоа, можеби зашто бевме од Струмица па некако. Но многу ме потикна и моите во тоа. Дефинитивно, дома бев ностоп со касети, слушање, си правев дома концерти, стално си измислував песни и некако знаев дека тоа е некоја поразлична димензија од тоа што го гледаме и го доживуваме во моментот и многу по-другачие можев да се изразам преку музика. А во тој период, во наша локална црквена заедница, со една моја другарка, ностоп пеевме некои работи, некои песни, некои изведби, пред луѓе дома на гости, кои ќе ги викнат, ајде испеј нешто, ајдеисвири нешто и така. Почнав и на синтесајзер, само едно мало, да си измислувам песни дворачни, а нема фидено на часови. И така моите решија, време е детево да го пуштиме на музичко. Да, решите дека што и да е, музика да е, мораш да слушаш. Зошто? Да, искрено не знам, еве како што кажав, имаше моменти во кои се сваќав дека таму најмногу се пронаоѓам, имав некој свој свет внатрешен во кој јас си влегував. И тоа беше само преку музика. Едноставно бев на некое друго место. Можев сама да бидам дома, пошто кој каде бил по дома, не знам. Јас се сеќам дека сум сама со, не знам, чешал во рака и си правам концерти цел ден. И баш си замислував колку ќе биде убаво еден ден да снимам нешто. И така татко ми купи празни касети тогаш, за да можам ја чисто да си се слушнам како звучам. Па и наскоро после тоа имаше некој мал проект за некои луѓе во Австралија, снимавме нешто, некои македонски песни и тоа ми беше прво искуство, можеби 13 години. И после тоа почнуваш професионално и да ги учиш и основите, да учиш. Дали тоа нешто смени во твојата љубов кон музиката или уште толку повеќе додаде? Кога почнав со часови, почнавме малку покасно наместо на нижо од прво оделение, зашто моите нема, можеби, не знам, не им текнало дека треба да ме пратат на музичко. Но кога бев 6-то оделение, почнав со приватни часови пијано и тогаш уште толку сватив дека многу го сакам тоа, дека сакам тоа да го правам и немав никаква дилема што ќе одам средно музичко. Така што веднаш после тоа, јас се запишав на средно музичко, таму буквално ми беше самото учење ми беше преубаво, дури и лесно, ама на убав начин. Не дека е лесно, него почнав, ме вклучуваа во повеќе хорови, имавме самиот хор во школо. Едноставно имаше и други активности надвор од школа, што мене ми предизвикува многу голема радост и бидејќи јас бев од Струмица во Штип средно, таму бев сама, да кажеме, преку недела, ја бев по цел ден во школа. Вежбавме, пошто подоцна се запишав и саксофон свирев. Така што и тоа ми беше, джезот почна да ми станува еден од омилените жанрови. И тоа благодарение на мојот сопруг, кој во тоа време бевме во врска и тој почна и тој е музичар исто така.
И заедно некако многу убаво се вклопивме, заедно слушавме музика, тој ми даваше ностоп некоја нова нешто ново да слушам, што за мене беше неверојатно и прекрасно. Да, и спомна, нели, има многу жанрови музиката и Да. како се одлучуваш за, на пример, она што сега го правиш, госпел музика, духовна музика, можеш на било која страна да одиш. Така е, да. И имаш многу опции, Да. ама што те влече кога си дошла, окей, ова сакам да опеам или ова сакам, со овој жанр сакам да се занимавам. Еве спомнав дека како дете, пошто редовно одевме во црква и таму музиката е доста застапена во нашите заедници, така што тоа беше за мене прекрасна музика во која јас исто така изразував и мојата вера кон Господ. Затоа што тие песни се буквално опеани за да дадат слава на Бог и некако тука сватив дека тоа е она што јас сакам да го правам во животот преку музика, да кажеме да ја споделам пораката на Евангелието, но да биде исто така музиката и пристапна и достапна за сите, а и дефинитивно јас уживам правејќи го тоа. А друга работа е што госпел музиката како изворно да кажеме, си има многу повеќе стилови, да. Меѓутоа во госпел музиката апсолутно сите стилови се застапени, можат да бидат и жанрови. Посебно и джез, блуз, сол, тие кои што мене ми се лично најомилени жанрови покрај госпелот. Така што мислам толку многу джез елементи има во госпел музиката што дури самиот джез некогаш знае да биде, мислам, на иста линија знаат да бидат. Да. Да, интересно е кога, еве, јас знам сам за себе, нели, сите имаме различни начини како го чувствуваме Бог, како комуницираме quote-unquote со него. Так. Ама мене секогаш ми било токму таа музика влијала да бидам како окей. Највеќе поврзано со Бог се чувствувам. Самото слушање. Никад не би пробал да пеам надвор на сцена, пошто тоа би било стврнавање на самото тоа. Ама слушањето на па дали ќе бидат стихови кои што се во тие песни или стихови од Библијата кои што се во тие песни или ќе бидат стихови кои што се напишани од една личност како тебе, ми влијаат многу позитивно за некојаш да застанеш да она преска што зборевме да биеш окей со тоа кај што си или со тој процес или со тие некои тешки работи кај што со кои што можеби се соочуваш, а некојаш ќе биде ти е убаво само да ославиш Бог или да можеш да биде заедно, поготово со група на луѓе тоа да правиш заедно. И дефинитивно влијае врз мене на тој начин, а сум приметил дека мене воопшто не ми треба музика надвор. Јас сум некој кој што можам, еве и кога трчам, најчесто подкасти слушам или аудио книги. Никогаш не ми било нешто кај што и секогаш сум бил, окей, зошто на сите им треба музика или на голем број на луѓе викаат без музика нема. Да, секако. Ама е интересно тој, ако го погодиш тој жанр или тој момент или дел од твојот живот кај што може да му влијае на начин на кој што мене дефинитивно ми помага и со менталното здравје и со тоа каде сум во одредени моменти. Да, затоа што јас верувам баш така дека музиката има една друга dimenzија кај што ги сплотува луѓето. Се разбира, има секакви жанри, секој си има свој личен избор каква музика сака да слуша и желба. Меѓутоа баш тоа кога доаѓа во овој жанр или овој стил на музика, дефинитивно фокусот е текстот нормално да се опее таа порака, меѓутоа музиката е нешто кое нас ни е дадено и како дар од Господ, јас верувам. Токму ради тоа и можеме на тој начин да се поврзаме ние со во тој духовен аспект кога ние тоа стручно го кажуваме со славење на Господ. Бидејќи една работа е пренесува таа порака, второ јас верувам дека централното нешто во христијанскиот живот треба да биде славење на Господ, нормално не само со музика, но музиката е голем дел од тоа. Всушност јас и со тоа и пишувајќи тезата на теолошки студии ми беше баш тоа, како музиката се вклопува во тој аспект, да кажеме, во славењето на Господ и како правилно тоа се прави.
Затоа постојат многу жанрови, исто и во самата таа музика, духовна, бидејќи се опеваат псалми, потрадиционални песни, еве, реформаторите што се, почнувајќи од Мартин Лутер, тој најчесто пишувал химни за да луѓето да можат да го пеат или да го слушаат евангелието, бидејќи биле неписмени. И сега ќе најдеме многу песни такви што имаат буквално делови, што и јас истото го правам кога пишувам. Ќе земам еден псалм, ќе земам стихови, кои што буквално ги опеваш и тука немаш ни каде да погрешиш со текстот, а исто така директно од Библијата го упатуваш тоа кон Господ. Да, кои се некои твои, например, предизвици со самата работа во музичкиот свет, како прво да почнеме, бидејќи ме интересира како музичар, а после тоа бите допрашале конкретно за стилот на музика за кој што зборуваме моментално. Ама предизвици кои што можеби на почеток си ги имала, сега ги имаш, целиот овој период кога се занимаваш со музика. Така, ние почнавме со мојот сопруг, како што спомнав, иако сега не се бави толку активно со музика, тој е музичар кој што кога бевме ние тинејџери и кога бидејќи бевме во врска од тинејџери, па си продолживме во брак, заедно, посебно тој формираше еден бенд за таква музика, што кај нас, зашто не е позната, не, нормално. И предизвици беа тоа да се најдат музичари или да се обучат музичари, потоа да се луѓето да ја слушнат оваа музика, можеби да се запознаат со таа, да сакаат да ја слушнат. Сите тие работи се како breaking the ice, значи го кршиме мразот. Нема ништо досега, не дека нема ништо дефинитивно имало и кај нас во Македонија. Како што знам и да кажам, едноставно имало други луѓе кои што работеле и правеле таква музика, имало хорови, имало снимки и сите тие работи, но и верувам дека и во тоа време пак имало потреба да се крши некаков мраз. Па еве и ние како млади тогаш имавме некој бенд, убав бенд што беше Тора се викаше и кој беше активен доста време, што верувам дека придонесе вака за тинеџерски посебно случување или некакви концерти настани што имавме реално да се слушна таква музика во живо. Тоа беше можеби повеќе предизвикот да се најде платформа на која тоа ќе се прави или еве организираме концерт, но на кој му значи тоа, па немавме ни опрема, па немавме добро познавање и како треба да се прават некои работи. Но сме имале шанси сепак да го правиме тоа и јас верувам сите тие предизвици довеле до нешто што сега се случува. Да, мене ми беше интересно, голем дел од моето духовно создавање, ако би може така да или духовен да наречам, се случува во средно, кога ја поминав цела една година поминав во Америка, каде што имав можност да одам во училиште таму, втора година средно, да видам некој нов начин, нов стил на живот. Некои работи ми беа поинтересни од другите, некои работи ги попримав од другите, но од тие работи беше токму тоа одење во црква и одиш во црква, влегуваш и имаш рок бенд на сцена и буквално тие, што се случува, ја не додов на концерт, знаеш, тие први моменти, први неколку недели кај што си ова поеќе на концерт личи, убаво е. Као навистина е нешто поразлично, бидејќи јас до тогаш, као не знам, 15-16 годишно дете, немам видено ништо такво до сега и беше доста интересно, па после тоа и тие некои, па и настани надвор од тоа, па некои концерти, фул-он концерти. И ги гледаш работи, ова е вака, ова може да биде така, и ми беше доста впечатливо и нешто кое што, кога се вратив тука, многу ми фалеш. Да. Бидејќи има и луѓе кои што занимавале порано, сега и вие, има и други кои што тоа го прават и ден денеска, ама не е нешто што е редовно, не е нешто што, освен секоја недела во црква, и нешто кое што знам дека мене многу ми фали, и е нешто кое што доколку
поредовно или секој има опција да го позастапено може би, позастапено, мислам дека би направило голема промена кај мене као тинејџер ми направи многу голема промена да сватам некои работи и да дојдам поблиску до мојата вера или до тоа, окей, што јас верувам, во како сакам да оживеам животот. Без разлика сега ние не зборуваме за една или друга деноминација или не, туку да бидам како јас да бидам поблиску со Бог. Да. И тоа е токму нешто кое што е десетина години откако се вратив, се уште ми фали да го имам како редовно, секоја недела или да можам да биде дел од мојот секојдневен живот. Да, дефинитивно и баш тоа и е поентата на музиката, верувам во црква, затоа што иако можеби како народ сме навикнати на друг начин на славење на Господ, што исто за мене е многу убаво, затоа што јас сум била дел од такви хорови што навистина се неописливи и она што се пее и она што се изразува, нели? Меѓутоа овде нашиот, да кажем, овој начин е малку поразличен, бидејќи има инструменти, бубњеви, електрични гитари, има хорови, има сите тие работи, тука музиката не е само ограничена на капела, него баш е фул состав. Знае да се најде во сите жанрови, може да биде и рок, имате секаква христијанска духовна музика, современа би кажала. И да, ние во секоја недела го правиме тоа и она што е интересно, многу луѓе кога за прв пат доаѓаат можеби во таков состав или во такова средина, првото нешто првото нешто што го кажуваат е дека музиката им е онака чудна, можеби на лош начин, меѓутоа као многу чуден стил или пристап кон тоа, како концерт буквално. И да, треба можеби време да се навикнеш на тоа. Меѓутоа во оваа музика има слобода, бидејќи ние имаме аранжмани, имаме ние проби секогаш, но она што се случува е за време на една песна, можеби да повториме повеќе рефрени затоа што во моментот тоа доаѓа како една молитва. И да кажеме рефренот го молиме повеќе пати. Или музиката едноставно може да тече додека други луѓе се молат. Така што тоа е многу поразлично дефинитивно, а вака на по-мејнстрим дефинитивно не требаат повеќе концерти, повеќе настапи и затоа што јас верувам кај нас воопшто можеби не постои како жанр духовна современа христијанска музика или госпел музика. Реално затоа и правам вакви подвизи за да можеме да ги слушнеме тие работи. Таа е убава порака. Нема некој што ќе верувам дека некој што ќе биде како да кажам повреден од тоа или нападнат од тоа, бидејќи оваа порака пренесува верата во Господ. Така што колку повеќе се слуша тоа, јас верувам дека и повеќе ќе стане на луѓето, ќе им стане нешто кое што им е попознато и секако како госпел, жанрот е прекрасна музика. Значи, ако слушате госпел музика, верувам дека секој би бил допрен од тоа, бидејќи тука има радост, тука има енергија, тука има голема, како да кажам, прослава на некој начин во таа музика. Да, го спомна подвигот и сакам сега да направиме муавет за тоа, The Upper Room. Да. Што е The Upper Room и од каде доаѓа идејата? Да, The Upper Room е, верувам, идеја која што се влече во последниве 10 години и тоа што сме го правели и порано концерти и така натаму, сега некако дојде момент во кој јас бев пред еден момент да составам нов бенд, кој што на интересни начини се поврзува со луѓе надвор од Македонија, кои што вистински порано го имаат свирано и овој жанр, кои што се професионалци во тоа. И идејата беше да се направи концерти на таква музика. Ама која треба да биде и добра. Реално, нели, мора да биде и добра и музиката, затоа што верувам дека инаку другачие не треба да биде. Така што некако се поврзав, ја би кажала со Божја помош, дека дојдоа луѓе од Лондон, од Барбадос, минатата година прв пат го правевме. Јас оформив локален хор кој што беше помал минатата година, ова година ќе биде малку поголем. Локални музичари, но исто така и странства кои што тоа си го работат во животот и верувам дека една ваква комбинација требаше да се случи за да донесеме нешто добро, но и нешто автентично сепак, нели, не е само странско,
туку тука сме и ние кои што имаме наш дел, еве тоа јас го водам како македонка од Струмица. Нели, со локален хор, имаме некои локални музичари, но со помош и соработка од луѓе кои што дефинитивно знаат како да го прават тоа. Да, спомна нешто што ми е интересно, бидејќи тоа сум го приметил со филмови кои што се христијански, например. Да. Ретко кој е добар филм. Значи, општа продукција, да. Многу е тешко, некојаш и прави не прави уопште услуга на христијанството или на тоа што пораката може би е супер, ама филмот е лош. Да. И да, сега имаме серијали како The Chosen и некои други кои што можеме да кажеме дека се стварно направени продукцијски многу добро, глумата е супер. И сега кога го спомна тоа дека сакаш музиката да биде добра, е многу важно. Многу важно, да. Дефинитивно, зашто еве за било која музика, ако не сте емоционално врзани за тоа, зошто би ја слушале ако не е добра? Така ли е? Мислам, дури и да не сте музичар. Секој знае да забележа дали музиката е добра, дури кога сме на свадби или на некоја свирка, сите ќе искоментираме, многу добра музика, или многу беше гласно, или нешто ме замараше, нешто фалеше, или браво, леле, баш беа добри. Без разлика дали сте музичар или не. И дали ќе се вратите повторно на некоја свирка или на некој концерт, нормално зависи од тоа. Јас па во друга страна верувам дека ако пак го правиме тоа за Господ, треба најдобро да го правиме и да дадеме апсолутно се што е во наша можност и нашите таленти и сето тоа што сме го учеле, многу работа, многу труд да се вложи, да се направи нешто овакво кое што веќе ја надополнува онаа главна порака. No. И секако дека ако зборуваме во термини кога еден човек сака да го прослави Господ, да, секако може и да мора да биде музичар. Но кога веќе правиме настани, кога веќе правиме концерти, дефинитивно тоа е нешто кое мора да се случи. Да, колку не знам, спремајќи се за епизода, имам малце ресерч направено за луѓе кои што биле порано или и уште се дел од овај господ музика, поготово во Америка, и една како тема што се појавува нонстоп е колку е само некојаш тешко да се излезе на сцена и да се прави ова, бидејќи на вистина е нешто длабоко, стиховите имаат подлабоко значење и колку е тоа само како предизвик за тебе, не знам, се будиш од сабајлик, ако збориме сега за недела, нели, неделна служба и ти немаш ни сили, може би неделава ти била лоша, не ти се пее, ама да, колку е тоа како предизвик за тебе, како некој кој што тоа го прави на неделна база. Да, мислам како верник, да си доаѓаш во црква, дефинитивно некогаш можеби не ти се пее и не дека мораш да пееш со устата, нормално тука си присутен си, ама како некој што е напред и свири и пее, немаме можеби на некој начин избор, но тоа не би го кажала така, затоа што јас секако дека во сите овие години со ова се бавам веќе 20 години. Сите овие години сум имала секакви сезони и сум била и болна, и депресивна, и што и да било, нели, тешки ситуации, секакви ситуации. Но она што секогаш се случува, и тоа баш го споделував и со неколку луѓе овој период, дека што и да ми се случува преку неделата, дури и са бајлето, дури сум била стварно доста болна. Моментот кога стапнувам таму и моментот кога почнуваме, да кажеме, со молитва, сето тоа исчезнува и едноставно сум 100% фокусирана на ова и буквално ништо друго не ми е ни проблем, ниту пак ме, како да кажам, ниту пак се чувствувам изморена и се случуваат дури некакви чуда на некој начин, затоа што доаѓаш со тоа срце, дека сега си тука да пееш песна за слава на Господ. Да. И верувам дека јас го имам барем за мене, не во музика, во други работи каде што правам работи кои што не се за моја слава или не се за моја корист. Така, за некој друг. Бенефитот е многу поголем или тоа што добивам назад, и сега не збориме за некои материјални работи, како за тоа, не знам, одиш на камп и служиш на камп или на било што, или сега како тренер, само што се вратив од
тук некаде што освоивме, ти кога ги гледаш тие деца колку само се радуваат, бидејќи сме фала. Ама Да. тоа е многу повеќе од тоа и забораваш и на како се чувствуваш, забораваш дека гласот ти ти го нема од викање, од знаеш, се обидуваш да им на крајот денот сваќаш дека да, они можеби уживале у тоа и све, ама јас сум добил многу повеќе бидејќи имам можност да им помогнам на нив да дојдат до некое нешто, да направат што би сакале они да направат. Колку тоа кај тебе е го гледаш еве и со музиката, пак збориме и ова може да биде и точно и за луѓе кои што не се христијани, кои што го пеат најразличен вид на музика, ама кои што им помагаат на доста луѓе да се пронајдат себе си, да уживаат, да им биде убаво макар тие 2-3 сати кои што ги поминале на концерт. Вака, да, мислам сите тие работи се многу, секојаш се предизвик, посебно кога и си уморен и сите тие работи, целта за која што го правиш тоа е нештото, е многу важна. И тоа како што спомна и ти, значи тоа тебе ти дава и ти помага и ти дава и елан и инспирација и дури адреналин да можеш и допамин и сите тие работи затоа што имаш одредена цел со која го правиш тоа. И секогаш кога ќе се потсетам зошто го правам ова, јас навистина добивам некоја сила која што е надвор од мене многу пати, посебно за вакви настани реално. Да, многу поголем труд се вложува во тоа да се сега да се сподели за тоа и луѓето да можат да го прифатат тоа дека како да кажам, како нешто што е убаво да се види, да се слушне, да се посети. И секако самите припреми музички со сите тие работи кои што следуваат. Меѓутоа, да, иако некогаш сум и болна и изморена од тоа, најчесто на настапи сум многу болна, затоа што додека го спремаме и последната недела е турбо, немаш ни спиење многу. И дури и тогаш, пак ќе кажам дека вреди, затоа што знам зашто го правам тоа. Па и кога ми е фатен гласот, луѓето секојаш знаат да ми дадат најубави комплименти, бидејќи пренесува некоја друга порака. Освен тоа што нели самото пеење и музиката. Да. Сакам исто да те прашам, кога веќе ти имаме тука, бидејќи си родител, колку само тоа ти представува предизвик во секојдневниот живот и ако земеме дека нели си родител, го работиш ова е напорно и само велиш дека во неделите кои пред настан, а поготово самата недела е хаос, турбо. Колку голем предизвик е тоа, а во исто време и да имаш деца. Да. Па голем предизвик е, посебно кога децата беа помали, сега се веќе поголеми, 10 и 13, што е многу поразлично. Меѓутоа пак повторно е предизвик, бидејќи јас сум родител без разлика нели на возраста на детето. Секогаш имаат различни потреби, кога биле помали, многу голема помош и до ден денес се нашите родители, нивните баби и дедовци кои што многу ни помагаат во тоа и кои што се спремни се што треба да помогнат, што навистина го ценам и секогаш ќе го ценам и сум многу благодарна за тоа, бидејќи мојот сопруг најчесто бил дел од овие проекти. Или сме ги носеле со нас кога немало кој, а од друга страна не се само тие работи, во тоа време секогаш, верувајте, тие ќе се разболат. Треба и на лекар да се носат сите тие работи, па имаат школа, па имаат обврски, имаат и проекти, па имаат и тие социјален живот, па имаат и екскурзии, и све тоа се случува во исто време. Така што некогаш знае да биде преголем предизвик и се издржува, меѓутоа пак влијае на ментално и на физичко здравје. Сега во моментот можам да кажам дека многу, многу полесно од страна што ќерка ми е дел од хорот. Фактички сопругот е дел од хорот, заедно сме на проби, помалата ќерка е таму, но не е бебе, не е мала. Издржуваат веќе се и се дел од проектите, така што веќе малку поразлично, дури нив им е интересно. Во сите тие работи, додека сме дома и додека сме со обврски, со школа, се снаоѓаме некако, бидејќи се понезависни. За сите други работи сум намерна да одвојам време. Еден дел од денот, дали ќе гледаме филм, дали ќе зборуваме, дали ќе идеме негде на ручек заедно со нив за
да може да си го растеме ние тој однос без обзир на тоа што се случува, бидејќи не е поентата сега да престанеме да правиме работи или да правиме помалку, туку да го балансираме сето тоа некако, што навистина ни требаше многу време да го осознаеме и да го практикуваме, но секако со промена на нивната возраст, на времињата, на обврските и тоа се подреди. Да, и како што кажав на самиот почеток, да, некои работи оставаш, некои ги додаваш, на некои кажуваш не, на некои да. И тоа плюс. Во зависност од Дефинитивно. и нивната возраст и каде си ти ментално, физички и се тоа и влијае на се. Да, кога беа помали не им значеше ништо, дури да ги однесеме негде да ги како да кажам, да ги вклучиме во нешто, а сега веќе и тие се радуваат за одредени работи, уживаат во тоа. Ама да, секогаш ще треба баланс и намерност и приоритет и на што да се каже да, на што не. Да. За крај, кажи ни само, не знам дали спомнаме, кога е The Upper Room и ќе се одјавиме тука со уште едно нешто. Значи, The Upper Room, или овој пат наречен Stephanie and the Upper Room, а ова е концерт кој ќе се одржи, госпел концерт кој ќе се одржи во Филхармонија на 30 март во 19 часот. Картите се достапни на karti.com.mk и на сите продажни места кои што се може да ги најдете на страната на mktickets.mk, значи ако не можете онлайн да ги купите картите и така, за 2-3 недели се гледаме таму. Да. За крај, како што почнавме со секој гостин, така и со тебе, кој е твоето прашање сега за оние што не слушаат? Добро. Па, моето прашање би било колку сме благодарни и колку го цениме она што го имаме во моментот. Иако секогаш нешто фали, секогаш имаме нешто што сакаме да го постигнеме и тоа е добро, бидејќи треба да сме прогресивни. Меѓутоа, колку сме благодарни и срекни и мирни во моментот со тоа што го имаме и да го разбереме тоа сега, отколку да го разбереме кога ќе го изгубиме или кога ќе го снема нештото што го имаме. Така што тоа би било од мене да размислиме и да поттик да живееме во моментот сега во кој што се наоѓаме.